Светата црква устроила денешниот ден да биде веднаш после Богојавление, односно после водици, затоа што Господ Исус Христос, затоа што светиот Јован Крстител имал клучна улога во крштението на Господ Исус Христос. Имено тој е оној пророк, односно претеча Господов кој што го крстил во реките на Јордан Господ Исус Христос. Овој ден е исто така посветен и уште на едно друго чудо, односно на уште еден друг настан. Имено светиот апостол и евангелист Лука сакал телото на светиот Јован претеча и крстител да го пренесе од Севастија, каде што бил пострадан, во Антиохија, каде што бил светиот евангелист Лука епископ. Но не успел целото тело да го пренесе, па затоа пренел само дел од неговото тело, односно неговата рака. Се спомнува дека на овој ден неговата рака се изнесувала пред христијаните и се вели дека кога била испружена, тоест прстите кога биле испружени, тоа значело дека таа година ќе биде родна, односно ќе биде благодатна, а доколку раката кога ќе изваделе од кивотот била згрчена, тоа значело дека таа година нема да биде плодна, односно нема да биде благодатна. Сакав при оваа проповед да спомнам и за уште нешто друго. Често ги слушаме православните христијани кои што велат дека се такви и говорат нели така ми било пишано, така ми е во животот, така треба да се случи. Православните христијани не веруваат затоа што така и учи Светата црква, а и затоа што и не постои судбина. Единствено судбинско во нашиот живот е тоа што треба да починеме, односно тоа што треба да умреме и да се преселиме во царство. Друго судбинско не постои. Дали треба да се омажам или да се оженам со тој и тој човек или со таа и таа жена, или треба да се вработам таму, или треба да ми се случи ова или тоа, таква работа нема. Зошто? Затоа што Господ човекот покрај дарот на животот му дал еден друг голем дар, а тоа е дарот на слободната волја. Значи сето она кое што го правиме, кое што го вршиме, кое што ни се случува, или самите го избираме, или некој друг за нас го избира. Односно се случува по нашата слободна волја или според слободната волја на другите. Сега ќе речеме, но како говориме ние за Господа дека е тогаш промислител? Односно дека тој промислува за тварите и него го повикуваме да промислува за нас и така натаму. Господ не го прави изборот, но го прави исходот на делата. Дали тој ќе биде добар или ќе биде лош. Тоа не значи дека Господ прави лоши дела, но Господ, не нарушувајќи ја нашата слободна волја, не остава ние да го направиме нели и лошото дело, како што не остава да го направиме и доброто дело. Доброто дело нели е за наше прославување, за наше осветување, лошото дело според судот Господов може да биде за наше опоменување, може да биде нели за наше наказание, но во смисла повторно педагошки. Ние да сватиме докаде сме, дека сме сгрешиле и така натаму. Но постои едно друго толкување кај светите отци. Дека правиме лоши дела и ни се случуваат лоши работи не само во животот, туку и од гледна точка на нели несреќи, на земјотреси, на природни непогоди и така натаму. Зошто? Велат светите отци, оној кој што толку го љуби гревот и кој што толку го сака гревот, тогаш тоа е нормално и да му се случува. Ако го сакам доброто, тогаш јас кон доброто ќе итам, доброто ќе го правам. Ако го сакам лошото, тогаш лошото и ќе ми се случува, односно лошото и ќе го творам. Во денешното свето евангелие, тоест во двете евангелија се спомна за тоа дека кога Господ Исус Христос ја почнал својата проповед. Светата црква намерно устроила веднаш после водици да дојде и ова евангелие, кога тој најпрво ги повикува своите апостоли, нели 12 ученици. Покрај 12 големи апостоли постојат и така наречени мали апостоли, односно 70 други ученици Господови. Сега тој таму на едно место вели, и оние кои што седеа во сенка и во темнина, дојдов да им ја покажам светлината, односно да ги повикам кон светлината. Тоа значи дека не оние кои што седеле под некое дрво или кои што седеле во некаква си темнина, туку тоа ја означува прво темнината на незнаењето, а потоа ја означува и сенката, односно темнината на гревот. Господ е светлина, неговото учење е светлина и тој дошол за да го осветли нашиот пат кон спасението. Потоа се читаше едно друго свето евангелие, а тоа беше за личноста на светиот Јован Крстител. Таму се вели во преданието, односно во неговото житие, дека мајка му умрела, а тој самиот живеел во пустината, хранејќи се со мед
и со еден вид на скакулци, односно се јаделе само одредени делови од телата на тие инсекти. Тие биле толку големи што можеле нели да го прехранат човек. Тој живеел скромно, односно живеел аскетски. И затоа велат светите отци дека светиот Јован Крстител можеби е и најголемиот и најпрвиот зачетник на аскетскиот начин на живење, односно на монашкиот, тоест на подвижничкиот, или најпрецизно би рекле на пустинскиот монашки начин на живење. Господ да ве благослови, светата литургија да ни биде на здравје и на спасение. Амин.